Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков бара од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да распише повик за доделување концесија за организирање рекреативен риболов на Охридското езеро. Министерството пред 2 дена го објави повикот за доделување на концесија, каде е предвидено рекреативен риболов само на риболовниот ревир Охридски слив, но не и рекреативната зона Охридско езеро. Незамисливо е најголемото езеро во Македонија и најпосетуваниот град да изостанат од повикот за доделување концесија за организирање рекреативен риболов. Што треба да им се каже на туристите кои доаѓаат на лето, а се рекреативни риболовци, дека на најголемото езеро во Македонија, Охридското езеро, не можат рекреативно да ловат риба? Ставот на градоначалникот го делат и туристичките работници и рекреативните риболовци од Охрид. Неопходно е да се дозволи рекреативен риболов во интерес на охриѓани кои живеат на езеро, а сега не смеат рекреативно да рибарат и секако во интерес на риболовниот туризам, вели туристичкиот работник Љупчо Стојковски. Кога ќе дојдат туристи на одмор, дел од нив сакат да риболоват. Ќе прашуваат кај може да земи дозвола или да сакат директно, пошто си носат некој прибор со нив, сакат да одат на риби, не можат. Или доколку одат, ќе им дојде контрола и ќе ги казне. Значи, тоа е неминовно, Охрид мора да имат рекреативен риболов, значи концесија за рекреативен риболов. Сдруженијето на рекреативни риболовци од Охрид Свети Апостол Петар мораше да обезбедува посебно одобрение од ресорното министерство за да ги реализира планираните настани за ова лето, како Охридска риболовна лига, куп во Пливка, школа за деца за риболов, куп во риболов на крап. Председателот на Сдруженијето Димче Мајковски вели дека забраната за рекреативен риболов се одразува на туризмот затоа што на Охридско езеро доаѓаат рекреативци не само од Македонија, туку од цела Европа, за кои интересни се специфичните ендемични риби, но и крапот. Има заинтересирани доаѓаат и од Србија, доаѓа и од Франција екипи за лов на крап. Охридското езеро уште не е испитано колкав најголем крап има. Некој зборува дека има крапови преку 40 кила. Најголемиот крап што е уловен на јадица, значи рекреативно, е 22,5 килограми, лани во октомври уловен таков крап во Охридско езеро. И сега се луѓето заинтересирани, затоа што сите поголеми примероци што ги има во светот на таква риба, тие се наоѓаат во некои си вештачки езерца акумулации. Во природно езеро да се фати крап над 20 килограми, тоа е стварно рекорд за почит. Последно Охридското езеро беше издадено на концесија за рекреативен риболов во 2019 година на истиот концесионер кој го доби езерото и за стопански риболов. По неколку месеци дозволите му беа одземени на концесионерот. Тогаш на повикот учествуваше и Сдруженијето Свети Апостол Петар, но под тие услови не би се пријавиле повторно, вели Мајковски. Ние таква можност немаме, затоа што имаме обврска како рекреативни риболовци да вршиме заштита на рибниот фонд, најмалце со 20 рибочувари, и да вршиме порибување со најмалце 50.000 примероци на пастрмка. Ние не можеме да дојдеме до подмладок на пастрмка. Не смееме нити да го ловиме, да го изловиме, а камоли да обезбедиме икра за да се изврши порибување. Од тие причини ние не можеме да учествуваме на конкурсот за рекреативен риболов. И од тие причини кој да го земи и кој да ја земи концесијата не може да ги исполни условите за рок од 1 до 2 години, најкасно ќе му биде одземена концесијата и плюс ќе треба да плати казна. Подпредседателот на рекреативните риболовци од Охрид смета дека рекреативната зона Охридско езеро мора што поскоро да се издаде под концесија за рекреативен риболов, но условите и начинот на концесионирање мора да се променат, а државата мора да обезбеди поголема заштита на рибниот фонд на езерото со специјална рибочуварска полиција.